Меѓу барокните инсталации во строгиот центар на Скопје, очи боде една руинирана фасада на зградата на електрани на Северна Македонија. Но она што е далеко од очите на јавноста, се милионските договори што ова акционерско друштво во државна сопственост ги исклучувало за набавка на јаглен за производство на електрична енергија во екот на енергетската криза. Новинарите Маја Јовановска и Александар Јанев од истражувачката репортерска лабораторија 3,5 години се вртеле во круг обидувајќи се да откријат колку народни пари од државните електрани завршиле кај приватни фирми и кај кои. Поведовме една институционална битка со жалби до Агенцијата за слободен пристап, меѓутоа ЕСМ одбиваше да не ги достави. Се случи еден преседан, државна компанија ЕСМ позади нас да ја тужи Државната агенција за слободен пристап на управен суд и изгуби, меѓутоа не ги достави информациите. Пред неколку месеци, на почетокот на оваа година, повторно ги побаравме договорите за период од 3 години, од 2022 до 2025 година, користејќи го Законот за слободен пристап, и ни беа доставени. Веднаш што почнавме да навлегуваме во деталите кои стои за овие компании, колкави се сумите, свативме дека државата одлучила нетранспарентно да потроши 283 милиони евра за набавка на 4,6 милиони тони јаглен тогаш за време на енергетската криза. Во детали, парите завршувале кај 11 различни компании без тендери, што е легално ти се работи за набавка на енергија. Јагленот доаѓал главно од Грција и Албанија, додека помали количини биле договорено да се увезат од Бугарија и Косово. Цените варирале од 45 евра до 70 евра за тон јаглен. Ова беше до некаде очекувано заради тоа што во екот на енергетска криза во тие неколку години самата цена на јагленот варираше на светските берзи. Меѓутоа, подоцна свативме дека освен договорените цени, всушност на крај ЕСМ платила многу повисоки цени од тоа. Така што фирмите, дел од компаниите, доставиле помала количина, но покалоричен јаглен за истата сума што била договорена во договорите, и на тој начин просечната цена по тон скокнала до 88,5 евра. Меѓу добавувачите е и скопската фирма Zobek Mining Group за испорака на јаглен од Грција по првично договорена цена од 70 евра. Сопственик е македонскиот државјанин Енис Колашинац. Фирмата никогаш претходно не била во фокусот на јавноста, а првите насоки за ИРЛ дошле од различни места. Едно е видеото на кое се гледа екс-премиерот Зоран Заев, придружуван од лидерот на СДСМ Венко Филипче, како и сопственикот на Zobek Mining Group Енис Колашинац, како се забавуваат во Дубај. Предходно, ИРЛ обезбедува фотографија од возило марка Ауди, кое Филипче го возил во предизборната кампања, а било земено на лизинг токму од Zobek Mining Group. Кон крајот на 2024, Zobek почнува да се споменува во истрагата за тендери од Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони. Јовановска од ИРЛ вели дека индициите воделе кон некаква поврзаност помеѓу Zobek Mining Group и семејството Заеви. За да откријат детали, со Енис Колашинац се сретнале два пати. На првата средба Колашинац се дојде со една поинаква верзија за настаните зошто имало толкава висока цена во договорот со АДСМ, меѓутоа веќе на втората средба едноставно мораше да признае дека постоела фирма посредник која била од Бугарија. Инсистиравме да ни ја каже, иако веќе се сомневавме за која фирма станува збор, или на братучедот, или на братот на премиерот, а можеби на лидерот на СДСМ, и ни кажа дека тоа е фирмата Гомасидра во сопственост на Вице Заев. Zobek Mining Group увезла покалоричен јаглен, па првично договорената цена од 70 евра скокнала. Кај Колашинац оваа цена достигнала до 82,5 евра, од кои што речиси половина завршиле кај фирмата Гомасидра на Вице Заев. Сега обяснувањето беше дека прво Енис Колашинац ни кажа дека за секој евро што било исплатено кон Гомасидра на Вице Заев, тој имал обврски, инсистираше на тој член 4 од нивниот договор, каде што е наведено дека меѓу другото Гомасидра правела ископ, товарење, калибрирање, десулфуризација, отпрашување на јагленот со цел да се постигне подобар квалитет. Нејасно беше, односно малку контрадикторно, тоа што пак во договорот меѓу
Колашинас, фирмата Зобек Майнинг и грчкиот рудник, односно концесионерот на рудникот, беше наведено дека рудникот се обврзува сам да направи товарење и да го спреми јагленот за товарење, односно и да ги покрие сите тие трошоци. Нешто што беше наведено исто и така и во договорот со Гомасидра. Вице Заев за ИРЛ соопштил дека на неговата фирма и биле исплатени 37 евра по тон јаглен, што за 240.000 тони значи вкупно 9 милиони евра за Гомасидра. Интересно е што фирмата во Бугарија е регистрирана на 1 јуни 2017, само еден ден откако неговиот брат Зоран Заев ја презеде премиерската функција. Вице Заев бил отворен во комуникацијата со новинарите на ИРЛ, како за цените на јагленот, така и за прашањата за искуствата на неговата фирма. Во деловната активност со енергетските ресурси, Гомасидра има искуство со јагленот во Грција, Романија и Бугарија. Бизнис ориентацијата на Гомасидра се Европската унија и пошироко. Во Македонија се уште не сме имале таков предизвик. Гомасидра во Петрич е регистрирана на иста адреса со повеќе фирми на Заеви, а таму е седиштето и на компанијата Power i8 на Филипче. Не видовме директна инволвираност на Филипче со Колашинац во договорите со јаглен, ниту пак на Зоран Заев. Директна инволвираност има само Вице Заев со неговата фирма посредник од Бугарија. Освен што од грчкиот јаглен што горел во Македонија парите исчадиле кај Вице Заев во Бугарија, истражувањето на ИРЛ покажа и нешто друго, дека повеќето од фирмите што склучиле договори за набавка на јаглен, влегле во бизнисот без претходно искуство, односно биле наменски формирани. Дел од нив, како на пример Промет Стил Холдинг на Абедин Алиу од Сарај, не само што не сакале да говорат за цените и услугите, туку и оцениле дека новинарите глупаво прашуваат. Годишните потреби од јаглен на рек Битола се околу 3 милиони тони, кои не може да се задоволат од домашните рудници. Според склучените договори, истите фирми продолжуваат да ја снабдуваат државната компанија СМ со јаглени годинава, а директорот Лазо Зунчев за ИРЛ изјавил дека набавките од странство ќе продолжат најмалку и во следните 2 години. Сметаме дека е многу важно јавноста да ги знае деталите од договорите, односно како се трошат народните пари, за да може на тој начин да имаме увид и да извршиме притисок државата да ја добие најдобрата вредност за потрошените пари. Каде се завршувале народни пари, освен новинарите се заинтересирало јавното обвинителство, кое постапува по ревизорски извештаи и други сознанија за набавките на јаглен. Договорите од СМ ги барале и МВР и финансиската полиција.